Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Веќе не е ни утро, туку е 10 часот и 44 минути. Време е за нешто што би требало да се вика утро со Златев. Ова утро, сепак, се уште не е 11 часот. Мој гостин е долгогодишниот дипломат, политички аналитичар, човек со богато политичко, дипломатско и научно искуство, господинот Ристо Никовски. Македонските медиуми се чини го достигнаа своето дно минатата недела, кога жив човек, жив и здрав, во своја навистина добра форма го прогласија за мртов. Па видовме ин меморијам, видовме дека сте починале, се многу надписи, па потоа моравме за прв пат во историјата да пишеме вести дека некој е жив. Од каде дојде, како гледате на се ова? Јас се разбудив утрото во недела и прочитав дека починал Ристо Никовски, голем македонски патриот. Ми стана на вистина тешко, затоа што се познаваме, сме комуницирале. После некое време прочитав дека всушност е жив и реков ајде да му се јавам на човекот. Видите, прво јас доаѓам од Бутел, јас сум сега дух. Така да тоа треба да биде јасно, а после тоа можеме да разговараме, зашто знаете, ова е време 22-иот век уште малце ќе биде, разбирате, и духовите веќе се реалност, нели така, има вештачка интелигенција, има и духови, и тоа е веќе реалност. Така да тоа прво имајте го на ум. Како па тогаш да го почнеме нашето интервју, како се соочивте со Свети Петар, дали таму дипломатијата ви помогна, кога веќе нели разговараме вака саркастично? Ме вратија. Ме вратија Света Петар, вика, слушајте, вика, така вика, кога вас не ни треба, вика, оде таму кај што си бевте, вика, и продолжете. И сега имам една мисија да продолжам. А тоа е во шега на страна, тоа е да се бориме за Македонија, бидејќи ние урница држава и македонскиот народ, и некој начин тоа е сепак потврда, нели, Свети Петар почнал од Македонија на времето, па сега сака пак да се вратиме тука и да го спасуваме што може да биде. Да ги реинкарнира, немојте вакви работи, некој има и фанатици кои веруваат во тоа, може некој ќе поверува, па да почнат да ви се крстат на сред улица. Како вашето семејство ја прими оваа лажна вест? Како изгледаше тоа да бидете жив, а сите да мислат дека сте мртов? Видите, прво е многу подобро кога веќе се случува да умрете, нели така, барем за јавноста, вие да си ја читате таа вест, а не други да ја читаат за вас. Така да во целиот случај тоа е на најубавата страна. Значи, ако се читате, значи сте се пак жив, разбирате. Така да, мислам, ова што прашувате, за семејството беше удар, бидејќи не може сите да веднаш дозна дека тоа не е точно и имаше навистина непријатни моменти. Иначе јас од првиот момент го сватив како шега, како солена шега, и во суштост беше некаква грешка или покажа дека некои луѓе се навистина недоволно писмени. Многу сериозни медиуми загризаа на ова. Всушност се работи за погрешна интерпретација на ваш текст. Точно, на наслов од мој текст, кој јас напишав за еден голем македонец од Канада што почина, еден човек кој е таму оставил длабоки траги, е изградил главната црква Свети Климент Охридски, кој секогаш бил донатор. И еден од порталите објавил Никовски почина голем македонски патриот со слика од вас, и некои тоа го протолкувале дека вие сте починале, па потоа објави дека сте починале по кратко боледување. Јас велам, пред недела дена го видов човекот на улица Македонија, беше во одлична форма, какво кратко боледување? Видите, во секое зло има и свое добро. Јас по 20-30 години, тоа е неизбежно, ќе заминам од овој свет. Така да добро е што беше направена генерална проба, да се види што и како, така да след 25-6 години кој ќе дојде тоа на дневен ред, да веќе имате искуство. Значи немате намера да починете? Никаква намера. Во догледно време, и тоа, велам, 20 години никако. После тоа сме живи и здрави. Оваа солена шега остана да биде белек на неписменоста на македонските медиуми. За жал, да. Пак ќе кажам, ова е нешто, ова е
дно испод дното. Се За жал. случували и пропаганди, За се жал. случували и погрешни информации, ама да умрете човек кој е жив и тоа така да одблесне. Мене луѓе кога пишав дека чекајте, човеков е жив, ми пишува, па како е жив, некој дури ми се спротиставува, абе викам пред малку зборев на телефон, знаете. Дури ни вистинската информација не можевме да ја... Секојаш е така, знаете. Првата вест е секојаш најсилна. Јас сеќавам кога на времето на 90-те години кога бев подсекретар за надворешни работи, во времето на Глигоров, ќе напишат некоја лага за нас грците и Глигоров навечер во 8, 9, 10 сат ми телефонираше да се даде демант. Јас секојаш му како председателе, штетата е направена. Ако не одиме со демант, само ќе им даеме уште повеќе на значење тоа што го верлаат, што лажат, што се спремни да не бламираат на секој начин. Меѓутоа, во конкретниот случај, тоа е неизбежно во секој случај, зашто да не остане лагата како и грешката да биде како точно. Да видиме дали имаме некој коментар на нашиот Facebook page. Не, но имаме доста луѓе кои гледаат. Денес сме тука да разговараме за нешто што нормално е различно од оваа нели лажна вест, различно од оваа трагедија во нашите медиуми, тоа е да говориме за вашата нова книга која баш доаѓа во еден период буквално кога е поактуелна и од актуелностите, односно од актуелните политички случувања. Тоа е книгата за бугарските работи, која е издадена пред месец дена. Месец и пол дена. Пред месец и пол е издадена, може да се купи во книжарниците на култура. На плоштад, да, во Матица Македонска, двете крижари. Издавачите сами. Сам, да. Финансиер сам. Без издавачка куќа, без ништо, но може би така е и најдобра, затоа што понекогаш политичките ставови може да бидат и штетни за издавачките куќи. Видите, прво, мислам, кај нас книгата малку се чита, да некој издавач покаже интерес да го издава, мислам, е тешко, а додиш да бараш издавач, мислам, е понижувачки, така да јас тоа го пишувам во интерес на државата и во народот и мислам тоа е некаков придонес за нашата борба за опстанок национален и државен. Моето искуство кое сум го стекнал во дипломатијата, аз 35 години помина во дипломатијата, мислам дека имам должност да го проширам, да го дадам на другите на користење, бидејќи, велам, ова што се случува со Бугарија е Вие во книгата практично давате една хронологија. Апсолутно. Сите елементи на односите со Бугарија се тука, сите нејасноти и сите злоупотреби кои се секојдневно се прават тука се објаснети и мислам дека секој што се е на било кој начин допрен до таа проблематика, мислам и во вовите на државата, треба оваа книга да ја прочита, не да тоа да ми одаде мене признание, него за да види што се случувало, бидејќи кај нас таква аналитика нема луѓе кои ги следат тие односи, а овде е на систематизација на сите елементи. Јас синоќа ќе ви кажам, извините, синоќа ќе ви кажам дека премиерот бугарски кој денеска веќе може стигнал во Скопје, вели ние први признавме. И сите викаат браво, сите мислат дека тоа е позитивен чекор. А знаете, истиот ден, значи веднаш после седницата на владата, кога Бугарија прва на 15 јануари 1992 година призна Македонија од многу тесни национални интереси, без никаква врска со нас и не призна како втора бугарска држава, председателот на државата, тогашниот либерал Желју Желев излезе со изјава, рече: ние признаваме една политичка творба која реално си постои Република Македонија, меѓутоа ние никогаш нема да ги признаваме македонскиот народ и македонскиот јазик. И тоа се мене не ми е јасно, еве Желју Желев не може да го признае македонскиот народ и македонската нација кога самиот Желју Желев има потекло од Македонија. Ама знаете, односно од село Брезница, за слушателите и за гледачите да им биде тоа појасно, селото Брезница е кога одите кон Козјак, кога се сликаат овие инфлуенсерки таму од позадина, нели има таму еден добар ресторан, пред Козјак од левата страна е селото Брезница, тоа е во непосредна близина на Скопје и оттаму потекнува токму овој Желју Желев. Видите, во Бугарија веќе и самите бугари признаваат
речиси најмалку, односно најмалку 1/3, речиси половина од бугарското население се по потекло македонци. И тие се најлошите, тие се асимилирани во најголем дел, да се разбереме. И знаете, секојаш потуриците, што викаат србите, јаничарите биле полоши од самите турци, самите муслимани, самите отоманци. И овај во случајов тој се потврдува. Сите тие интелектуалци кои, ја велам, еден огромен дел од нив имаат македонско потекло, тие се најголемите наши непријатели, најголемите наши душмани, најголемите негатори на све што е македонско. Да се надеваме дека слушателите ќе прочитаат вашата книга. Во Македонија малку луѓе читаме книги, малку луѓе слушаме и радио, така што веројатно и групацијата на оние кои би можеле да прочитаат книга во моментот е на фреквенцијата 107,4. Никовски, да се вратиме на односите со Бугарија. Најавена е нели средба на премиерите, новиот македонски премиер, како се викаше, Димитар Ковачевски, не знам. Многу брзо ми излезе, не можам името. Уште добро. Да, уште не можам името. Не сме навикнати. Не сме навикнати. Знаете, ми доаѓа Зоран Заев да го искористам. Немојте го спомнувате, ви се молам, зашто тој е најголемиот душман во историјата на македонскиот народ. Ќе се сретне со неговиот бугарски колега, ќе разговараат нели за ова прашање кое буквално нас практично не блокира во пристапните преговори за Европската унија. Мислите дека Бугарија е таа што не блокира или Бугарија само нечив диктат исполнува? Бугарија е алатка во туги раце, меѓутоа Бугарија се прецени и сметаше дека може по куса постапка да избрише све што е македонско и македонизмот во целина, и така е заглави работата. Иначе тоа што се проведува на Балканот, вклучувајќи ја Македонија, зашто сме ни најзаинтересирани, е диктат, менеджмент, диригентство на најголемата светска суперсила, и тука не треба никој да има никакви сомневања. Дано Соединетите Американски држави, сега малку ќе ви се спротиставам, јавно ја повикува Бугарија да ја смени оваа политика. Тоа го прави и Брисел и сите, меѓутоа не заборавајте дека ова што се случува и нашето прекрстување прво. Нашиот главен пораз беше во нивици. Сега договорот со Бугарија, кој не е во целина толку лош како грчкиот, само сега избива на површина. Да, за нивици мораме да признаеме дека меѓународниот фактор практично го напиша тој договор. А што мислите бугарскиот кој го напиша? Во однос на Бугарија мислам дека не на Западот генерално не му е толку важно да се реши ова прашање. Чекајте, тие проблеми почнаа со Бугарија во 1999 година, која е подпишана декларацијата за пријателство меѓу двете држави, меѓу Костов, бугарскиот премиер, и Љупчо Георгиевски од наша страна, во која се што е во овој договор направено, и со тоа декларација од 1999 година, во јануари е подпишано, не знам точно, не секам точно кој ден, де факто Македонија призна дека нема никакви проблеми со Бугарија и ја го отвори патот на Софија да влезе прво во НАТО, после тоа Европската унија. Таа декларација, текстот, американците го објавија тоа, е подготвен, ставен на маса од Строут Талбот, тогашниот помошник државен американски секретар за надворешни работи. Тој јавно кажа дека тоа го направил, тој заедно со амбасадорите. Сега одново истиот. И текстот на договорот со Бугарија, кој е сега полош од 2017 година, подпишан. А која е разликата меѓу, да им објасниме на слушателите, за оние кои велите дека е полош. Која е разликата помеѓу тој од 99-та и овој од 2017-та? Што е полош? Полош, ќе ви кажам, во тој првиот договор, во првата декларација, која Македонија беше свесна дека е под притисок направена, не сакајќи. Апсолутно, да. Апсолутно, веднаш го ставија под маса, разбирате, и ништо тоа не се спроведуваше. Сите работи кои се водувале беа и таму. Во тој договор ние се откажавме, во таа декларација, прво се откажавме од малцинството во Бугарија, и второ ја подпишавме македонскиот јазик според уставот на државата. Ако е според уставот на државата јазикот,
Тој е не автохтон, тој е измислен, разбирате. А во Затоа втората што декларација? Во втората декларација плюс е заедничката историја. Споделената. Не. Во договорот стои заедничка историја, споделена не е. Да беше споделена, ние имаме да споделена историја. Да. Извинете вака што ве прекинувам, но објаснувајќи ми мене им објаснувате ако затоа разговараме. И на слушателите. Да. Овие два договори се, значи велите дека вториот единствената разлика е тоа што и историјата ја предаваме. Но од друга страна се формираат овие најразлични тела кои сега преговараат и за кое е смешно да се разговара. Сега ние ќе седиме со некого и ќе договараме за нашата историја. Се случувало и во минатото и во Европа, но тоа било повеќе толкување на историски настани отколку дефинирање на генерална национална историја на само една од страните. Доколку се случила некаква битка и сега седнуваме ние со бугарите и разговараме какви биле фактите околу таа битка, тоа е окей од научна гледна точка. Но ние седнуваме со Бугарија за да договараме за нашата историја, што е навистина смешно, ќе се согласиме. Од друга страна, околу малцинството, моето прашање е следно. Бојан Маричич имаше една смешна изјава во која вели дека не е смешна, тоа е само повторување на сегашната политика. Ние вика нема што да се мешаме во внатрешните работи на соседите, да им дефинираме дали постои или не македонско малцинство таму, а од друга страна бугарите иницираат кај нас да се признае бугарско малцинство. Да се промени уставот, бараат, да се промени уставот. Ако тоа не мешање во внатрешни работи, што е? И тоа да се промени уставот за во него да се стават македонските бугари. Овој не Желев, Радев и другите не велат за бугари во Македонија, велат македонски бугари, разбирате? Ние не велиме за македонците во Бугарија дека се тоа бугарски македонци. Тие се македонци, разбирате? Да. Кога тие велат бугарски, македонски бугари, значи и вие и јас сме македонски бугари. И тие сакаат да влезе во уставот, тие не барат малцинство и тоа да го расчистиме. Тие пред 10 години излегува на таква глупава теза, ако сме ние бугари што цело време тврдат, како може да има сега дека и бугарско малцинство. И тоа и сега почна во еден момент, па се сепнаа повторно и сега бараат македонските бугари. И кој ќе влезе во уставот македонските бугари, тоа да биде квалификацијата. Колку бугари имавме ние сите, добро, имало 46-та година во првиот попуст имало 886 мислени бугари. Во последниот имало 300 или 500 души, разбирате. Значи ги нема. И сега да, има некои што се доселиле од Бугарија во Македонија, нормално. Ама видите, нека ги има и 5000, јас немам ништо против. Некој се оженил со бугарка или бугарин се оженил со Македонија. Мојот кум е оженен со бугарка, разбирате. И тој има бугарски пасош. Тие сега се фаќаат за пасоштари, тоа се друго прашање да не го допираме. Видите, значи во суштината се работи за една политика на бришење на македонизмот. Плевнелиев како председател на бугарската држава рече: Македонија може во Европската унија. Македонизмот не, а македонизмот сме ние. И тоа се спроведува. Се тоа Стан Стефанска Бугарија, разбирате, која се спроведува на мала врата, чекор по чекор, а нашите аматери, политички, дипломатски, сето тоа го голтаат, не сведе што се случува. Изјавата на Маричич вчера, која ја повтори и пред новиот премиер. Изјавата иста таква ја даде Петров во Софија, разбирате. Како се викаше тој што личал некој на мене? Ме споредуваат на Твитер, у Бугарија има некој со премиеров сега. Нашиот интервјуто што беше вчера? Не, во Бугарија има таму некој од тие што се на власт, нели, премиерот, и тој уште еден што е со. А тој е Василев, Василев. Тој ми викаат сум личал на него многу. Добро, може само тој на вас да личи, не вие на него, разбирате, така да. Ме споредуваа по тоа Твитер. Вика Лјупчо сега ќе ги решува ти. Точно има во тоа вистина, ликот е сличен. И видите сега, значи, што е работата? Чим кој суштината, ако нема македонци во Бугарија, ако нема македонци во Грција, не може ни овде да има. Значи, индиректно се стеснува кругот на признавањето на нас како македонци и ова све што го прави Бугарија, претходно Грција, е бришење на македонизмот. Али видите, бидејќи сакаме да им објасниме на вашите слушатели за што се работи, да почнеме од почетокот. Видите,
Македонија нема своја надворешна политика, особено во однос на Бугарија. Дозволете, многу е важно да кажеме. Прво, разбирате, нас проблемот, не викате вие, вчера беше тука германската министерка за Европа и вели да го решите билатералниот спор со Бугарија. Кој е тој билатерален спор? Никој не ја праша. А наши не размислуваат така. Ние со Бугарија немаме билатерален спор. Ако е проблем тоа што тие смета дека ние не постоиме како македонци, не постои македонски јазик, историја и слично, извините, тоа е нивни проблем, не е наш. Никовски И ние во моментот, зволете, ние во моментот чим прифаќаме да разговараме со Бугарија на таа основа, ние де факто прифаќаме дека не постоиме, дека сме спорни. Еве, breaking news. Пристигна во Македонија бугарскиот премиер Кирил Петков, беше пречекан од неговиот македонски колега, како се викаше, Димитар Ковачевски, и беше пречекан со химната на Бугарија и химната на Македонија, со една единствена разлика, што во химната на Македонија го немаше дел од Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев, Санданс. Че не е да нашата химна. Нашата химна е со нив. Ако во нив се пушта химна без тоа не е нашата химна. Тоа е некоја импровизација, еве доказ дека некој де факто не ја признава нашата држава, кој? Тоа македонската власт. Еве, како што пишува Lider.mk, но кога дојде редот за изведување на македонската химна, воениот оркестар го изведе само првиот дел, но не и делот што е проблематичен за Бугарија, каде се споменува Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев, Сандански и Крушевската република. Видите, тоа е сепак еден чекор напред, мора да се признае. Кога дојде Ципрас, филм, химната воопшто не се интонираш. На сега сепак нешто. Видите, Македонија напредува, ние тоа не сме свесни. Зашто како можеше пред Ципрас да пуштат химната денес над Македонија се раѓа, кога Македонија нема. Разбирате? А и сега, чим пуштаат денес над Македонија се раѓа, Македонија веќе нема, ова држава не е Македонија, ова држава е Северна Македонија, тоа е навредливо, измислено, нешто што не постои. Ако постои Северна Македонија, мора постои Јужна. И тоа значи дека поделна држава. Северна Кореја и Јужна Кореја се две поделни држави. И едните севернокорејци се, другите јужнокорејци. И ако некој се изненадува што кај нас кажат северномакедонците, ама нема друг начин, разбирате, тоа е апсолутно. Нема, корејци си едните и другите. Изборуваат корејски. Ама чекајте, едните се севернокорејци, другите се јужнокорејци. Само е само политичкиот систем разлика. Ама чекајте, тоа е поделена држава. Да. Затоа беше јужен и северен Виетнам, беше јужен и северен Јемен и така натака. Тоа беа поделени држави. Ако нема јужна држава, не може да има северна. Така да, оваа додавката северна покажува дека е тоа географски поим, дека тоа не е име, не може да биде политички поим, не може да биде име на држава. Вие сте во вашата дипломатска кариера сте одели и со Тито под дипломатски пречеци, и со Киро Глигоров. Два пати сум бил со Тито на времето во Кина и на Куба. Сте били и со Киро Глигоров. Да, повеќе. Сте виделе и јадници, државници, дипломати, од Путин до кралицата Елизабета, до американски председатели и така натаму. Дали некогаш се случило некој од химните на земите, било која земја, еве имате Куба и Југославија, не знам, имате Југославија, Соединените американски држави, имате Кина или со овој, дали се случило било кога химната на државата да биде половично изведена или пак инструментално изведена, како што во моментов е модата во Македонија? Ама видите, химната е символот на државата. Знамето е символот на државата. Ако тие два символа клучни на државата, има и грб, нели така, ти ги модифицираш, нели така, прилагодуваш на приликите, на условите, ти си играш и ја негираш својата собствена држава. Со други зборови, самиот себе. Тоа нешто не само што не е замисливо, тоа е криминал. Разбирате? Да, кривично дело е. Тоа е кривично дело. Во Америка долар доколку запалиш или доколку си живуваш со химната е кривично дело. Sex Pistols, познатиот панк бенд, извинувам што ја прекинав на времето, God Save the Queen, британската химна правеа пародија од неа, велејќи God Save the Queen, the fascist режим, односно
Господ да ја благослови кралицата и нејзиниот фашистички режим, па потоа има огромни реперкусии од системот, казни, пријави и така натаму. Значи Знаете, зборуваме за пародија на химната од панк бенд, што е очекувано да го направи, но не и од британската држава, замислите. Видите, целиот западен свет кој не така импонира во светот е уставотворен. Тамо кршењето на уставот е нешто најстрашно, тоа е најголемо кривично дело. Сваќате, а кршењето, а менувањето на химната, прилагувањето на химната е директно навлегување во уставниот поредок на државата. И тоа е кривично дело. Јас предпоставам дека ќе има луѓе кои веднаш ќе покренат кривична постапка против тие што го направиле тоа. Меѓутоа кај нас судството не функционира и ќе се забошоти се. Иначе тоа е тешко кривично дело, разбирате, за кое се оди, да не речам, во животен затвор. Така да тоа нема за тоа околу тоа дискусија. Таа не да нема случаи. Тоа е невозможно, незамисливо. Али кај нас све се случува. Навистина шокантно. Инаку пред мене е и уште една книга на Ристо Никовски, тоа е Дипломатските обележја. Од блесоци. Од блесоци. Се извинувам, книга која говори за неговата богата дипломатска кариера, своевиден тип на мемуари. Видите, тоа се дипломатски искуства. Знаете, дипломатијата е занает. И дипломатијата се учи со години и се создава со илјадници, со милениуми. Тоа е еден од најстарите занаети, другиот знаете кој е, разбирате, така да кога почнало кога разни племиња на времето кога се појавиле, тие меѓу себе комуницирали, тоа веќе била дипломатија. И дипломатијата не се учи преку ноќ, разбирате. Една Турција има дипломатско искуство од 1000 години, разбирате, да не зборуваме Британија и така натака. И дипломатијата денеска, од денешните услови, е клучна за постигнување на мир, на услови за развој, на услови за соработка и за перспектива за сите земји. И тие што се недоволно вклучени во дипломатија, што се недоволно писмени дипломација, го сакате, тие страдаат. Македонија е класичен пример дека по дипломатските познавања, конкретни случаи што ги имавме последните години со Грција и со Бугарија, покажуваат дека се прави на еден аматерски, крајно аматерски начин и последиците такви се како што се. Значи, де факто го доведуваш во прашање својот опстанок. И денеска можеме слободно да констатираме дека опстанокот на македонската нација е доведен сериозно во прашање и процесот на нејзиното разнебитување е веќе во финализира, во завршна фаза. Синоќ ја гледав емисијата Заспи ако можеш, една емисија која представува во овие денови на тешка тешка цензура од страна на власт, една од ретките светли точки во Македонија за разговор. Во Заспи ако можеш, во оваа емисија вчера гостува Ивица Боцевски, Бранко Геровски и Владимир Милчин, тројца македонски да ги видам, интелектуалци. Милчин и Геровски покрај така нивните по-либерални левичарски ставови би ги нарекле од минатото, па дури ако сакате во однос на договорот од Преспа и благи ставови, односно и некритички ставови, иако па и него поддржале нешто. Многу сега излегоа со тотално радикален став на односот кон владата кон Бугарија. Боцевски знаеме дека од секогаш бил потврд. Не потврд, дека бил исправен и бил на линија. Да, бил исправен и бил линија, но ова кај Милчин и кај Геровски како го толкувате? Веројатно не е за пари. Двајцата се луѓе кои веќе се пробиле и во своите професионални кариери, и во материјално се веќе во пензија, добро ситуирани и така натаму. Зошто го прават тоа? Видите, мислам, прво, секое јавување со спротивставување на оваа трагедија која живееме е позитивно. И таа објава, да ја наречеме, на таа група 10 до 15 интелектуалци е позитивна. Малку за мене текстот е долг, иначе одлично е напишан и подготвен. Видите, случајот со Нивици, кој е катастрофа за Македонија, разбирате. Народот го проголта.
беше излажан со европски перспективи, дека еве го сега ова ќе го направиме и Македонија е на светската сцена, ни се отвараат сите патишта, Google, Facebook сите перспективи и така натака и така натака. И народот се посрамоти на еден крајно неприфатлив начин и тоа го проголта. Меѓутоа, проектот продолжуваше. И дојде Бугарија, која веќе отворно вели: вие сте бугари, вие имате, зборувате бугарски јазик, имате бугарска историја и све. И тоа веќе ја прелеа чашата. Сите тие интелектуалци кои го поддржаа тој договор за Преспа, јас не знам од кои причини, или не разбираш што се случува, или беа за тоа платени, или за тоа тука граде некаква кариера и слично, не знам и навлегувам во тоа. Едногласно македонската јавност не прифати ништо од она што на еден безобразен, срамен, понижувачки начин не го наметна Бугарија. Истите тие интелектуалци се против ова со Бугарија. Како плурализам на националниот идентитет го затоа јас претходно реков, Бугарија се прецени. Тие излегоа со став дека мојот татко и мојот дедо до 44-та година, нели така, биле бугари. Мојот татко и мојот дедо живееле со мене. Вие сте родени 42-ра. Јас сум 42-ра роден, значи јас сум бугарин. 3 години сте биле бугари. Бугари, а не може да 3 години сте биле бугари, а после сте станале македонец. Ама ако сум бил бугарин 3 години, не може. Јас сум македонец, јас не можеше да си две, разбирате. Ама како да 42-ра сте роден и после 44-та политички Титове направил Македонија? Па тоа ви кажам. Бугарскава теза. Ама тоа ви кажувам јас, бугарите се преценија. Да речеа пред 100 години, што сега малце бегаат, разбирате. Факт е дека има мутација на бугарските политики, разбирате, избегаа од тие први своји ставови, сега дека бугарите се проблем во Македонија и слично. Првите нивни и основните во меморандумот што го проширија низ цела Европа, рекоа дека мојот татко и мојот дедо, со кои јас сум живеел и ги паметам, тие велат дека се биде бугари. Му се молеа на... Дали беа верници вашиот татко и вашиот дедо? Дедо ми беше, татко ми не беше. Дали се молеа на Исус или на Тангра? Затоа што античката бугарска религија е таа. Чекајте да ја кажам. Ако мојот татко и мојот дедо биле бугари, а на сите и вашите, можда вашиот татко помлад е, па не подосна родина. 57-8. Значи вашиот дедо влегува во таа група. Ако вашиот дедо, вие сигурно го памтите, бил бугарин. Дедо ми е роден по име и презиме Љубомир Нешковиќ. Многу бугарски. Во српско време. Татко бил Чирил Николич, разбирате. Видите, значи ако тие биле бугари до 44-та година, вас ке ви учел дедото и мојот дедо и татко ќе учеле бугарски песми. Војни приказни, видите. Мене дедо ми вика, ние бевме вика кога се родило, нели ние бевме вика срби, како ви викам срби, па така вика не запиша, а после кога дојде у школа да идам вика не направија бугари, а ние цело време си знаевме кои сме наши. Па точно. Тоа е мудроста народна. Мудростна. Ако кажеш македонски, отиде главата, разбирате. Да. И кои сме ние нашинци. Да. Јас бе во Бугарија, во Албанија работев 4,5 години работев. Мудроста на нашиот народ вика ние сме нашинци. Ако каже македонец, такви не прифаќаат, не признаваат, разбирате. И може да му е скатат главата. И кој си ти, јас сум нашинец. Да. Значи, мудрост, една невидена мудрост со која кажува се, а не предизвикува да има последици и да страда од тоа. Така да, ако е точна бугарската теза дека до 44-та година сме биле бугари и Тито нели со окус-покус препарандус не направил македонци, нашите родители, односно нашите дедовци, дедо ми Шуми Марица да ја научи песната у школа и тоа ми го кажувал, знаете она бугарска химна од фашистичко време Шуми Марица окрвавена, тоа е за реката Марица, која нема никаква географска поврзаност ниту со Македонија, ниту со македонскиот народ. Али он таа песма е кажувал како критички не те учел тебе, нити мене ме учеле моите. Не, он ми раскажал дека ја научил на памет затоа што даскалот многу го тепал, не можел да ја научи. Па сигурно. Сега да ја кажам, значи, тоа е грешка да што бугарите се залетаа, да кажеа пред 100 години сте биле бугари,
за време на Сан Стефано и така натака, што која политика ја спроведуваат, ќе имаше некоја логика, ќе имаше нешто да можат да градат кули од карти пак, ама кој ќе има некоја основа да некој друго тоа го прифати. Со 44-та година тие се потполно се уништија самите себе си, бидејќи и тоа е неизбежно, знаете. Нивната, знаете кој е главниот проблем на Бугарија? Македонците во Бугарија, не ние. И затоа тие почнуваат, а нашиве аматери прифаќаат, нема македонци во Бугарија. Нема ли македонци во Бугарија? Не може да биде. Ама која е таа чиста нација на своите граници? Јас тоа не можам да го сватам. На Балканот, во светот нема камо на Балкан. Значи не постои нигде. Значи сега да бидеме искрени кон себе, кон нашиот народ. Сите нации, односно сите држави се вештачки творевини. Секоја нација е вештачки створено. Тоа е со еволуција, од една еволуција и така натака. Генетски сите ние сме испомешани, можеме во Бугарија да најдеме многу слична генетика со кај нас и во Србија, у сите три земји, ако не се лажам, 98,9% имаат иста генетика, значи зборуваме Србија, Бугарија и Македонија. Она што е трагично е да се откажуваш од малцинствата и да сметаш дека политички на границата завршуваат малцинствата. Факт е дека во Македонија на северот има луѓе кои се срби. Во Скопска Црна Гора има луѓе кои се срби. И тие се срби, и секогаш биле срби, ме разбирате? И тоа не е спорно. И тоа не е воопшто спорно, ние живееме со нив, се жениме, се мажиме со нив, си имаме најдобри односи и така натаму. Тоа е богатството на животот, разбирате, тие разлики. Факт е дека во Македонија живеат албанци со годи од секогаш живеат. Али мнозинството се македонците и тоа го дава печат на државата. Факт. А ние со сите наши политики во последниве години тој факт го избришавме, а основата на демократијата е да владее мнозинството, разбирате. Чим не владее мнозинството, тука нема демократија. А што направивме ние во Македонија? Направивме етнички заедници кои се де факто влезени во уставот, сите равноправни, нема мнозинство, па не може да има така демократија. Значи ти го газиш мнозинството и одиш во една негација на мнозинството, што де факто значи негација на демократија. Мене уште не ми е јасно, еве ја пак ќе се вратам нова. Вчера го изгласа, завчера која беше Ковачевски, така мислам се презиваше, да биде премиер. Нели денес се гледа со Бугаринов, со бугарскиот премиер. Значи, која е символиката толку брзо? Што ќе сменате? Видите, посетата на бугарскиот премиер не е случајна. Бугарија, и вие сами спомнавте, дека е под силен притисок, ова што го прави во Брисел со Македонија, е неприфатливо. А ние се однесуваме како најголеми аматери, со свитка на глава и со свитка на рбет, и затоа ни го прават тоа. Прво, сега мала дигресија, ако ние имаме со Бугарија договор за, јас велам, непријателство, соработка и добрососедство и така натака, а тие врз основа тој договор не блокираат во Брисел, значи тој договор не е потребен. Значи немаме ние договор. И тоа е класично кршење на договорот. Така ли е? Ние треба да се поречиме на договорот. Меѓутоа, притисокот кој постои, бидејќи ова што го прави Бугарија како претходно Грција е срам и за Европската Унија и за Америка. Тие сакаат Македонија да почне да ги води преговори. Ја мислам дека не сакаат. Не, тие не сакаат да влеземе и можеме никош нема да влеземе, али ние влеговме во НАТО, они тука геополитички си затворија. Чекајте, значи они можеби сакаат да претпоставам дека сакаат да почнеме да преговорите, знаете зашто? Затоа што во текот на преговорите се што останало македонско ќе го избришат. Преговорите имаат своја цел, не го видовте сигурно изјавата на Мицотакис, че ние чекаме преговорите. И све она што не ни одговара да го избришеме од тие преговори. Тоа е политиката. Ние со договорите со Бугарија и со Грција не ги решиме проблемите со овие земји. Само ги отворивме и ги ставивме на маса и последиците ги имаме. И Петров, свесен, јас го гледав неговите интервју синоќа на Сител. Човекот е очигледно добро намерен. Човекот очигледно сака да направи нешто, ама можност нема. Јас ќе посетам Ципрас пред да стане премиер, тој велеше Македонија името никој не може да го смени. Македонци постојат. Станали премиер, водеше друга политика. Да, но истото се случува и со Ципрас доаѓа од политичка партија која верувале
нашите слушатели или не, ја изградиле нашите баби и дедовци. Точно, левицата таму било точно таа. Али велам, човекот немаше никакви проблеми. Ово исто така нема лично проблеми. Меѓутоа, тој нема никаков маневарски простор да било што промени. Па тоа се сериозни држави. Видите. Доколку Македонија беше сериозна држава која ќе ги имаше зацртано рамките кои ќе беа државна политика и декларација. Сосема поинаку се ќе беше. Джабе ти и Заев да дојде не може ништо не може да спречи, точно така. Не може да уништи се. И видите, Петров доаѓа и што Ама не имавме баг во системот, се викаше Крсто Муковски. Видите, да. Видите, доаѓа Петров и што постигнува? Ке речи луѓе, отидо во Скопје. Спремен су све да направам да ги решиме проблемите. Тамо е проблемот, не кај нас. И Брисел и Вашингтон ке речат, еве, Бугарија прави максимални напори и што значи создавање на нови комисии? Вие знаете, правилото е, ако сакаш да забошотиш некој проблем, формирај комисија. 5 комисии кои ќе ги направи, ќе работат и може да дадат и некои мали резултати, главното останува. Бугарија вели, нема македонци, нема македонски јазик, македонските бугари во уставот, а ги нема, разбирате, и он ќе добие поени на сметка на Македонија, а ништо нема да се промени во интерес на македонци. Така да, тоа е мудар потекст на Петров, кој е добро намерен, кој сака нешто да направи, меѓутоа не заборавајте дека тие се 4 партии во власта, трите други се цементирани против македонците. Јавното мислење во Бугарија е 80% против Македонија, а председател на државата да може да не сгазне, ке не сгазне. Али затоа пак нашиот председател се водеше со него со авион во Рим и покажуваше добра волја. Јас предпоставам дека сега нашиот председател се срами од тој свој потек. Меѓутоа штетата е направена. Штетата е направена. Нашиот председател работел, ние сме сега во Американ коледж, нашиот председател работел тука со години, ставил толку многу и 6 седмици без никој да се појави на испит. Ова тука све се продаваат дипломи, гледам секој ден. Добро, тоа е приватно. И сега он да се срами од ова. Значи, знаете Никовски, ако еден човек не се срами да укради мастики, тој нема да се срами ни да укради и авион, така? Ако еден човек не се срами да потпише на некој 6 седмица или 8 без тој да се појави, да не го знае ни као си изгледа као професор, тој после нема да се срами да потпише ни било каков документ на штета на својата земја. Проблемот во Македонија е што ние имаме луѓе од најниско до највисоко ниво кои имаат нулта принцип. Луѓе кои и во мојата професија, така во новинарството, ако ти прифатиш да напишеш еден PR текст за кафана за 1000 денари, значи да промовираш на најобична кафана, што е рекол, ајде. Спремен си на се. Спремен си на се. Или имаш принцип, или имаш постулат, или немаш ништо. Така е со се во животот. Така што јас од овој, како се викаше сега што стане премиер, Димитар Ковачевски тата. Да, ја цело време, пошто од нигде дојде човекот, сега ќе ми треба време малку да го запомнам. Човекот бил директор на сектор за стратешки маркетинг во Телеком. Сите ние кои се разбираме малку во бизнис релациите во Македонија, знаеме дека стратешки маркетинг во Македонија не постои. Стратешки маркетинг е сектор кој треба на ВМРО или на СДС да им исплати 100, 200, 300 хиляди евра за да се некој мито да се даде за да може компанијата добро да функционира. Обично на СДС тоа нели се случувало и се давале тие пари. Димитар Ковачевски цел живот бил тоа, дилер на мито во Македонски Телеком. И сега од таа функција доаѓа он да ја води владата и е исто единственото циви на Димитар Ковачевски му е што е трговец од рангот на Зоран Заев, може би малку подобар. Ако нели Заев тргувал со зелки, овој тргува со консултантски услуги. Видите, јас секојаш би му дал шанса на секој што се нафатил за некоја нова работа и тоа важи за новата влада. Меѓутоа, изјавите вчера дека нема македонци во Бугарија покажуваат дека продолжува старата политика и дека Македонија продолжува да пропаѓа во амбисот во кој тргна со договорот од Нивици и уште пострашниот закон за албанскиот јазик и дека таа политика де факто е повторно на маса.
Јас се надевам дека, знаете, луѓето кои ќе дојдат на позиција морат да почнуваат да водат сметка и за своето, да речем, место во историјата, што станеш председател на Македонија, веќе си дел од македонската историја. Така да надежта последна умира и јас претпоставувам дека и новиот премиер Ковачевски ќе се соочи со реалност. Тој ја продолжи оваа политика, не му гине поразот. Он исто така ќе одговара. Зашто вие не сте умреле завчера, како што пишувате. Да. Вие сте вечен оптимист и толку многу верувате во работите. Видите, јас сум убеден дека Македонија ќе успее. Штетите кои ги претрпивме, раните кои ги доживеавме се страшни, длабоки, до коска. Али македонецот не може да го уништат, разбирате? Јас сеќам на времето кога беше социјализмот, во една прилика некаде во светот, седев до врвниот американски експерт за социјализмот, за Советскиот сојуз и така натака. И знаете што ми рече тој? И беше во право, вели, систем кој не е базиран воз човечките вредности, аспирации и желби, како што беше социјализмот очигледно во Советскиот сојуз и во источните земји и во Кина во тој период, не може вика да успее. И политика која не е соодветна на природните услови, разбирате, на природата, на логиката на нештата, што ја спредуваат према македонците кои сакаат да ги елиминираат во 21-виот век како народ, разбирате, како јазик, како историја, не може да успее. Последиците ќе бидат страшни, ќе бидат неизлечиви добар дел, ама тие не можат да успеат. Али се разбира, ако ние цело време го виткаме рбетот, ако цело време ја виткаме главата, штетите ќе бидат се поголеми и поголеми и на крај може ќе се доведеме во небрано, тотално небрано. Меѓутоа јас сум оптимист дека тоа не може да се случи и затоа ме радува кога македонскиот народ на последните избори локални покажа дека политиката која се спроведува не е прифатлива и јас ќе повторам, владата и Зоран Заев падна ради погрешните политики со Бугарија, за ништо друго. Мене ме делат уште 1 месец и 10, односно уште 1 месец и 6 дена дури да наполнам 30 години, со новинарство се занимавам од 19. И се сеќавам како во 2014, 15, 16, па и 17 година говоревме дека ова ќе се случи доколку Зоран Заев стане премиер на Македонија. Зоран Заев стана премиер на Македонија, исполни се зашто ние предупредувавме. Не стана, го донесоа, пазите, внимавајте на изразот. Го донесоа, странците го донесоа, тоа е факт. Стана или го донесоа премиер, нели, направи се она зашто ние предупредувавме и си отиде од функцијата. Дали може би Бугарија не е дел од тој пакет? И е. Ама сега некој друг ќе треба да ја сработи. Сега ќе кажам, не заборавајте, ова е втор пат да ни ја рушат владата, да ни го рушат премиерот и владата, после 2016 година кога го срушија Груевски, затоа што Груевски не беше спремен да капитулира и да прифати прекрстување на народот и бришење на македонците. Ова е вториот исчекор на рушење на македонска влада, бидејќи таа влада заглави во односите со Бугарија, доведе до ќорсокак и тој процес на бришење на македонците го прекина. Разбирате? Новава влада почна лошо. Првите најави се неприфатливи, разбирате. Да оди очигледно во истата насока. И ако оди во истата насока, а народот веќе не е спремен да толерира такви будалштини, ако сакате во крајна линија, ние наскоро ќе се соочиме со една таква конфронтација, која да се надеваме ќе води во нови предвремени избори. А што ќе биде конфронтацијата? Дали може би оние 20 старци кои излегува против промената на името која беше Нивици? Тоа ќе биде конфронтацијата. Знаете, јас сум помалку разочаран и од македонскиот народ. Ама тоа е клучно, македонскиот народ не го положи испитот, се посрамоти, историски се посрамоти. Се поправи на последните локални избори, кога покаже и предходно, јас реков, во медиумите, реакцијата на македонскиот народ во однос на Бугарија беше едногласна. И тоа мора да радува. Јас не знам, осим Денко Малески и некои други забегани, нека ми простат на изразот, сите други го ја осудија Бугарија. Сите други.
Јас некој друг не знам, осим, велам, една не шака, него неколку лица, сите други ја осудија Бугарија. Значи, таа свест за националното, за нашето, за македонизмот се врати на сцената. И таа нема да повторно да избледне и да се изгуби. Тоа веќе помина тоа време. И затоа не чекаат интересни времења кога тие македонски изливи на чувство, на самобитност, на собствена идентитет и така натака веќе не може да бидат доведени во прашање. Никовски, ви благодарам многу. Беше задоволство. За ова гостување. Уште еднаш да ви се заблагодарам што бевте овде прв пат по својата смрт. Да, јас сега се враќам на Бутел. Навистина ми е чест да разговарам со човек кој го поминал се ова и уште еднаш да ги подсетиме слушателите и гледачите да претрчаат до плоштадот Македонија и да ја купат книгата Или во Матица Македонска. Или во Матица Македонска и да ја купат книгата за бугарските работи, која за малку ќе беше последна, но ете, Никовски преживеа и нема да биде последна. Ми кажа дека има уште најмалку 3 книги во компјутерот кои чекаат да бидат издадени. Точно. Останете со 107,4. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Лидер ФМ и уредник на оваа емисија. Денес е 18.1, 11 часот и 35 минути. Radio Lider.